Четврта станица. Куинската полица. Ако не се уморивте патувајќи по собата, од чешмата до печката, од печката до масата, да појдеме сега на нашата четврта станица, до Куинската полица. Да го испитаме теренот и да внесеме се што гледаме во нашиот патен дневник, како што работат сите патници. 2 бакрени тенџериња, кутија од бомбони, лимен чајник, земјен лонец, бронзен лонец, големо бело тенџере. Тоа е се што се наоѓа на полицата. 7 предмети, 7 загадки. Загадки, ке прашате, па зарем тенџерето и лонецот се загадки? А што мислите вие, се разбира загадка? Земјениот лонец покрај тенџерето изгледа груп и неугледен, а сепак тие се блиски роднини. Какви роднини? Или, например, овој чајник и кутијава, тие се направени од лим. Што е тоа лим? Каква е разликата помеѓу железото и лимот? И најпосле лонецот. Што мислите, може ли тој да се скрши? Изгледа дека не може, зашто бронзата не е стакло, а всушност може. Треба само малку посилно да се удри со чекан. Ете гледате, не е тоа обичен предмет, туку загадка. Зошто разните предмети се прават од разновиден материјал? Сите овие 7 предмети се изработени од разновиден материјал. А зошто да не ги направиме од ист? Тоа е понекогаш и можно. Лонецот, на пример, може да се направи и од железо и од бакар. Чајниците може да бидат и бакарни и лимени. Но дали сте чуле кога и да е за маша од бронза или од лим? Се разбира дека не сте чуле. Лимената маша лесно би се извиткала, а машата од бронза би се скршила при удирање од печката. Сето ова е последица од фактот што разновидниот материјал има различни особености. На еден материјал му штетат киселините, на друг водата. Третиот сака со него да се ракува внимателно, а четвртиот не се плаши од никакви удари. Кога се изработува некој предмет, треба да се има предвид каков живот му предстои. Ке стои ли тој спокојно или уште од првиот ден со него ќе почнат да удираат каде ќе стигнат. Дали ќе има работа со вода или со киселина и така натаму. Имајќи го сето тоа предвид, за изработка на предметите се одбира материјал. Кој материјал е најцврст, а кој најмек? Сите ние мислиме дека железото е јак и цврст материјал. Не се прават случајно огромните мостови и станици, речиси секогаш од железо, но овој мощне цврст материјал е истовремено и мощне мек. Цврстиот железнички мост, што не се витка под товора на стоцици тешки вагони, се плаши од влага, дожд и магла. Колку што е воздухот повлажен, толку железото побрзо пропаѓа од ргесување. Ргјата е како болест што незабележливо ги урнува и најцврстите железни конструкции. Ете зошто не се зачувани многу старински железни ракотворби. Полесно е да се најде златна нараквица или прстен што му припаѓал на некој египетски фараон, отколку обичен железен срп на некој од неговите многобројни поданици. Може би по стотини години научниците веќе нема да најдат ни трага од многуте наши железни конструкции. Тие ќе се претворат во рѓа. Но каква е таа страшна болест и дали за неа има лек? Зошто рѓосува железото? Што ќе стане со ножот и вилјушката ако по миење не ги избришеме? Ќе рѓосаат. Тоа го знаат сите домаќинки. Значи железото рѓосува од влага. Еднаш некои нуркачи нашле на дното од морето еден брод што потонал. На бродот се најдени неколку топовски ѓулиња. Ѓулињата биле толку разјадени од дрѓета што тие можеле да се сечат со нож. Ете што направила со нив водата. Како да се зачува железото од влага? Треба да се држи суво. Но има предмети што не можеме секогаш да ги чуваме од влага. Чајникот, кадата, кофата, сакале или не, мораат да бидат мокри. Железниот покрив е уште потешко да се зачува од влага, бидејќи веројатно од дождот нема да го бришеме со крпа.
Па и во најсуво време железото, иако бавно, сепак раѓосува, зашто во воздухот секогаш има влага. Воздухот се суши, но самиот никогаш не е сув. Тој од секаде жедно впива влага, од измениот пот, од мокрите чаршави што се сушат, од мочуриштата по дождот. Најдобар начин да се зачува железото од дрѓа е да се покрие со пласт од друга материја што не пропушта влага. Железото би можело да се покрие со некое ретко масло, например со масло од сончоглед. Маслото би го зачувало железото од вода и не би дозволило да раѓоса. Но обично се работи поинаку. Наместо масло се зема масна боја, тоест боја што е измешана со фирнајс, така наречено варено масло. Вареното масло се разликува од суровото по тоа што брзо се суши. На железото се исушува пластот од бојата и се стврднува. Ваков тврд пласт, разбирливо, ќе трае подолго време и поцврсто ќе се држи за железото, отколку пласт од ретко масло. Ови начин да се зачува железото од влага е добар за покриви, па и за кофи. Но чениците не се бојадисуваат, зашто при варењето бојата брзо ќе отпадне. Значи, прашање е како да се зачува чајникот од дрѓа. Зошто лимот не раѓосува толку колку обичното железо? Меѓу железото и чоколадото има известна сличност. Како што чоколадото се покрива со тенки ливчиња од калаена хартија за да не се расипува, така и железото често се калаисува, се заштитува од дрѓе со пласт од калај. Се добива бел, убав лим, оној ист од кој се прават кутиите за бомбони и конзерви, ефтините чајници и така натаму. Калајот многу добро го заштитува железото од влага, а што е главно, и од киселини. Киселините действуваат на железото уште поштетно отколку влагата. Сигурно сте имале можност да видите колку брзо се покрива со темна превлака ножот со кој тукушто сте пресекле лимон. Таа превлака настанува поради тоа што киселината го разјадува железото. Калајот се однесува сосема поинаку. Него го разјадуваат само многу силни киселини. Ако ја погледате лимената кутија во која имало кисел компот, ќе видите дека лимот зараѓал таму каде што бил драснат. Човекот мора да се грижи за железото како за живо суштество, за да може да го зачува од болеста раѓосување. Од што се направени железните предмети? Како од што? Јасно, од железо. Тука се излагавте. Сите предмети за кои сметаме дека се од железо, вилјушката, шајките, потковиците, машините, всушност не се направени од железо. Подобро речено, тие не се само од железо, туку од смеса на железо со јаглен или со други материи. Железото што секојдневно го употребуваме содржи во себе примеси. Например, сулфурот го расипува и го прави кршливо. Најдобриот сопатник и негов најверен другар е јагленот. Јаглен има речиси секогаш во железото. А од каде тој таму? Еве од каде. Железото се добива од руди што се наоѓаат во земјата. Рудата е соединение на железо и кислород. За да се стопи железото, рудата се загрева во високи печки на наизменични пластови со јаглен. Јагленот се загрева до бело усветување и се одзема од рудата, кислородот. Потоа железото се одвојува од рудата и се ставува на дното на печката. Но растопеното течно железо се раствара во јагленот како што врелата вода го раствара шеќерот. Затоа во печките и не се добива чисто железо, туку раствор од јаглен со железо, лиено железо или бронза. Од првиот ден на својот живот, железото е врзано за јагленот. Еден дел од јагленот во железото може да се отстрани на тој начин што во растопеното лиено железо се вдишува воздух. Така, од бронза се добива челик и друго железо. Зошто бронзата не личи на железо, а железото не личи на челик? Особините на железото зависат од тоа колку јаглен има во него.
Ако го споредиме помеѓу себе железната маша, челичниот нож и бронзениот лонец, ќе ни се стори дека се направени од разни материјали. Толку се разликуваат еден од друг. Железна маша. На изглед не е убава, рапава, покриена со темен пласт од згура. Може да се свитка, но не може сама да се исправи. Со неа не мора човек да биде особено внимателен. Таа нема да се скрши од удар. Челичниот нож е убав, светол и остар. Ако се свитка, сам се исправа, бидејќи е еластичен. Ако премногу го свиткате, ќе се скрши. Бронзениот лонец е сив, речиси црн, со примеси од јаглен. Тој е кршлив, а ако го удрите со чекан, ќе се скрши. За сите овие разлики виновен е само јагленот, кога во железото го има малку, во челикот повеќе, а во бронзата многу. Има ли жолт бакар? Заприкажувајќи се за железото, челикот и бронзата, наполно ги заборавивме бакрените тенџериња. Некои тенџериња се направени од црвен бакар. Би можело просто да се каже од бакар, зашто друг бакар освен црвениот нема. Често се зборува за жолт бакар, но жолтиот бакар воопшто не е бакар, туку месинг, легура од бакар и цинк. Оној ист месинг од кој се прават рачките на вратите. Во месингот има само половина бакар, во никој случај повеќе од 2/3. Доколку во месингот има повеќе цинк, толку е посветол. Ако има повеќе од половина цинк, месингот изгледа речиси сосема бел. Ете еден прост начин на кој според бојата може да се определи дали во месингот има многу цинк. Тенџерињата за кои станува збор сакаат полна чистота и уредност. Ако не се чисти, брго ќе се покријат со темна или зелена превлака. Оваа превлака би можела да се нарече бакар на рѓа, кога не би постоела една голема разлика меѓу бакарот и железото. Железото рѓосува наполно, а бакарот рѓосува или, како што се вели уште, оксидира само на површината. Превлаката што се појавува на површината сама го заштитува бакарот како некој пласт од боја. Затоа ете до денеска се зачувани многу бронзени кипови. Зелениот фустан во кој се облекле ги заштитил низ многу векови од оксидирање. Месингот, легурата од бакар и цинк, оксидира многу побавно отколку честиот бакар. Погледете сега во тенџерето. Однатре тоа е сега поинакво отколку однадвор. Не е црвено, туку бело. Тоа е познатиот калај. Тој го заштитува бакарот од киселини и сол што се наоѓаат во храната. Киселината и солената храна го нагризуваат бакарниот сад. Настанува бакрена сол што го труе човекот со најсилен отров. Значи, калајот не го заштитува само бакарот од храната, туку и храната од бакарот. Освен гранчаријата, уште што се изработува од глина. Кој би рекол дека сите оваа светло обоени земјини лонци и чини во кои се полни пазарите и дуќаните се направени од најобична глина. Од онаа глина што ја проколнуваме кога мораме да ја газиме под раскалениот селски пат. Не само што лонците и чиниите што не се изработуваат од глина. Од неа се прават тулите и малите порцелански статуи, чиниите и синилото за долни алишта, цементот и боите. Меѓутоа, најважно е тоа што во составот на глината има и алуминиум. За овој лесен бел метал до неодамна знаеја само научниците, а сега речиси во секоја кујна може да се најде тенџере од алуминиум. Не е ни чудо. Алуминиумот не рѓосува како железото и не се расипува од киселината што ја има во храната. Навистина тој се плаши од сапун и вода, но тоа не е толку голема невола. Него често го викаат глинено сребро, но алуминиумот сепак е далеко од среброто. Неговата бела боја преминува во сива, зашто тој на воздухот се премачкува со танок пласт од оксид што го расипува неговиот изглед, иако го заштитува од поголемо оксидирање. Но оваа превлака не е воопшто штетна.
Не е тоа исто што и оксидот од бакар. Од алуминиум не може да се прават такви предмети кои секогаш ќе бидат убави и светли. Но затоа, тој има една особеност што ја нема ни среброто, ни златото, ни челикот. Тој е многу лесен, 3 пати полесен од железото, а тоа е мощно важно за изработката на авиони, што мораат да бидат колку што е можно полесни. Со многу метали, алуминиумот дава мощни драгоцени легури. Например, дуралуминиумот, легура од алуминиум, магнезиум, бакар и манган, 3 пати е полесен од челикот, но има иста цврстина. А кој би рекол дека и глината по која одиме и се возиме е уште негибната руда од прекрасен скапоцен метал? За сега, алуминиумот се добива од други руди, од боксит и криолит. Добивањето на алуминиумот од глина не се исплатува, а поевтин начин уште не е пронајден. Порцеланот исто така се прави од глина, но не од онаа глина што се наоѓа под нашите нозе. Тој се прави од каолин, најчиста бела глина што не се наоѓа толку лесно. На север ваква глина нема. Замислете наместо парче глина измешано со песок една огромна гранитна карпа, а наместо чаша вода буен горски поток што бучно тече во долината. Колку и да е гранитот цврт, тој се плаши од водата и ветрот. Во текот на времето гранитната карпа се распаѓа во песок и глина. Горските потоци ги однесат песокот и глината со себе во долините. Камчињата и крупните зрна песок се таложат порано, а глината и ситниот песок подоцна, таму каде што е речниот тек побавен. Покрај песокот и чакалот во глината има и други примеси, например оксид на железо што и дава жолта или црвена боја. Затоа керамидите се црвени, иако никој не ги бојадисал. И обратно, од глината се прават бои. Например, окер. Тоа е жолта или црвена глина што содржи многу оксид од железо. Претворањето на гранитот во песок и глина не е толку интересно колку претворањето на глината во најобичен кујнски лонец. Споредете парче глина со тула. Глината мека, ронлива. Тулата цврста и јака. Глината омекнува од водата, се претвора во тесто. Тулата во вода не се менува. На глината можат да и се дадат различни облици. Од неа може да се ваја. Таа може да се истанчи до плочки или да се витка. Обликот на тулите не може да се измени, освен ако се скршат на парчиња.